Иницијативата Граѓани за чист воздух во Кочани денеска повторно го стегаа оброчот околу фабриката за хартија Paper Mill. Околу 200 граѓани по трет пат се собраа гласно да побараат загадувачот да го промени енергенсот или да вгради еколошки филтри во оџакот за тие да дишат со полни гради. На Сабале е најзагадено во текот 7,5-8 сада кога ги палат печките. Највеќе е загадено, не се дише буквално. Ние тука живееме од зградите. Не се дише. Не се дише. И како се снаоѓате? Па што правиме дома, не можеме да отвориме ни прозорци, ни врати, ни пуштаме деца да излезат надвор, ништо. Во атомските згради дечињата околу мене дишат на инхалатори, голем број од дечињата. Старите се задушуваме. Срамота и греот. Не само основно училиште и средно училиште, ако младината е иднина на човештвото и на нашата држава, ние ја труеме нашата младина. Која иднина ја имаме? Од овие причини, граѓанските представници ги истакнаа своите барања во врска со проблемот. Нашето барање е ова фабрика да почне да користи поеколошки енергенс, например да се префрали на користење метан. Наша цел не е да ова фабрика да прекине со работа, туку да ги почитува еколошките стандарди за работа. Доколку, како и досега, барањата бидат игнорирани, советникот во Советот на општина Кочани, Венко Крстевски, предупреди што граѓаните подготвуваат. Протестот во иднина ќе добие нова димензија. Таа димензија, според мене, треба да биде пред Министерството за животна средина и Министерството за животна средина да ги свати сериозно апелите на граѓаните на општина Кочани. Ние очекуваме дека ќе има одговор во следните 10 дена од надлежните институции, но доколку тоа не се случи, тогаш ќе ги радикализираме овие протести и ќе продолжиме понатаму со нив. Дека намерата им е сериозна, како ќе изгледаат блокадите, тие денеска покажаа сликовито. Блокирано патот чисто символично и се надевам дека веќе нема да има потреба од тоа. Можеби дека следните патишта ќе отидеме и во Скопје, можеби ќе има некои други чекори. Освен на лицеместо, преку социјалните мрежи и медиумите протестантите од Кочани подршка добија и од првиот човек на градот, градоначалникот Николчо Илиев. Локалната самоуправа и јас како градоначалник навистина целосно сме посветени во изнаоѓање на трајно решение, решавање на овој горчлив проблем. Навистина проблемот кој го чувствуваат граѓаните и ние го чувствуваме од сите страни, меѓутоа овој проблем не е во надлежност на решавањето на локалната самоуправа, туку на државниот инспекторат. Од тие причини, ние како локална самоуправа во рамките во нашите надлежности, навистина ги правиме сите максимални напори, без да знаат граѓаните, без да навистина правиме некоја бука околу целото ова, пробаме да најдеме соодветно решение кое ќе ги задоволи двете страни. Што ќе се случува во наредниот период и дали зад граѓаните ќе застане и толку посекуваната помош од државните институции е тешко да се претпостави. Но во меѓувреме, сите протести, Paper Mill, не го помрднаа ниту милиметар во однесувањето. Оџакот чади како ништо да не се случува.